Денеска сакам нешто да ви представам, ама повеќе ќе бидат бројки, чиста математика. А зошто ме натера сето тоа така да го прикажам? Од проста причина што не само во Малта, секаде во Европа се соочуваме со една голема миграција, една голема демографска промена на целиот континент. Имено во Малта последните 2-3 години, посебно после короната, голем наплив на жители од Индија, Пакистан, Бангладеш, Непал. Кога бев во Барселона пред 10 години, видов таков наплив од кинези. Тоа се случуваше исто и на територија во Европа, а истото тоа, што го гледаме во Малта, било кога да прошетате пред некое време, бевме во Шпанија, бевме во Италија, бевме во Холандија, секаде е истиот тој процес на демографска промена. Значи, зошто одеднаш сега, што се вели преку ноќ, и како дојде до тоа? Знаете ли како? Колку пати до сега сте размислувале за бројките со кои практично се соочуваме секојдневно на планетава, а не верувам дека многу пати сте ги размислувале. Токму денеска ќе ви ги прикажам па една вака лежерна ситуација, без да бидам јас погрешно разбран, а без вие да бидете ставени во некој костец, дали е тоа можеби вашето неразмислување на тоа, на тој сегмент неправилно. Не, едноставно таков е денот, некогаш размислуваме, некогаш не размислуваме. Сега сакам да ве поттикнам и од тука ќе го најдете одговорот на сите оние дискриминациони и антидискриминациони политики што ги форсираме последниве неколку години. Се е во бројките. Слушајте. Igor Filevski Show. Знаете дека оквирно околу 8,5 милиарди се наоѓаме жители на планетава. Од тие 8,5 милиарди, 1,5 милиарди се индици, 250 милиони се пакистанци, 170 милиони се од Бангладеш, 90 милиони се од Филипини и 30 милиони се од Непал. Тоа е она категорија на државјани кои што најчесто се среќаваме во Малта, сразмерно многу повеќе ни сите земји во Европа. Сега, знаете ли колку сме во Европа жители? Или ајде да кажеме, сега ќе одам на една друга тема, меѓу време, памтете ги овие бројки, колку жители сме во Европа? 600 милиони, оквирно. Сега, скок, колку милиарди се црни жители во светот? Или во Америка, Јужна Америка, Африка и така натаму. Околу 2,5 милиарди. 2,5 милиарди. Направете сега една пресметка, 200-300 години наназад, или од времето кога шкотските и британските бродови ги ловеле црните жители во Африка, па ги носеле на памучите плантажи во Америка. 600 милиони жители прават тортура 200-300 години на 2 милиарди луѓе, само црни жители, во Америка, по плантажите и така натаму. Значи, се поделите ги бројките. САД и Канада се заедно 350 плюс 40 милиони, нека е оквирно 400 милиони. 2 милиарди. И ден денеска постојат во САД територии, места каде што на црните луѓе е забрането ова, црните луѓе не смеат тоа, порано да не зборуваме, знаете. Не смееле во училиште, не смееле во автобуси, не смееле да живеат ваму, не смееле да одат во кино и така натаму. Еманципацијата започнала, но 2023, 21 век, се уште се соочуваме со таков вид на дискриминација. Не сакам погрешно да разберам. Да, сите основата на цивилизацијата, демократијата, како што ја нарекувам, без разлика дали имаме критички осврти или не, факултети, научни истражувања, нобеловци, машини, тоа се е измислено во Европа. 600 милиони. Бројте ги оние 2 милиарди што претходно ви ги кажав. Индија, Непал, Пакистан, Бангладеш.
овие што ви ги спојувам, 600 милиони европјани прават максимална дискриминација на многу полиња, по многу аспекти на цела планета. Светот се смали. Веќе не е исто како порано. On Macedonian language. Порано беше многу тешко некој во Индија да слушне што се случувало во Орегон или па во Европа. Денеска, во истиот момент, некој ќе падне во Невада или ќе се сопне во Вашингтон, ние цел свет можеме тоа да го видиме лайв, во живо. Сите имаме телефони, сите сме поврзани на мрежа. Па точно така и некој во некое село во Индија, кој што има телефон, гледа како живееме во Лондон, во Амстердам, во Малта и си вели: чекај, зошто јас овдека да седам во прашината, ќе го фати ранчето и ќе тргне на пат и тој да го живее животот кој што го гледа на телефонот. Едноставно, веќе не може тоа да се спречи. И затоа престанува веќе владењето, под наводници престанува, или таквиот вид на дискриминација на сите сиромашни, заостанати, забегани територии. Веќе секој од секаде, само треба да има желба, треба да има малце храброст и да тргне на патот да си ја бара својата среќа или, како што знаеме поетски да кажеме, место под сонцето. Затоа, ако гледате што се случуваше во изминатите 100, 200 и 300 години, кога ние ги поставувавме правилата на цивилизираниот свет, сега веќе доаѓаме во ситуација да тоа помалку ни пречи, како тоа некој од Индија, Пакистан, Бангладеш, Непал, Сенегал, Етиопија, Замбија, Зимбабве доаѓа и бара работа на истото место кое што сме барали и ние работа. Не смее да ни пречи. Едноставно светот се смали, се стана блиску и едноставно она што беше владење на 600 милиони европјани на секаде на планетата и поставување на законите како што нам ни одговарало, веќе тоа почнува да се менува. Од тие причини мораме да го поддржиме она што се вика антидискриминациона политика. Мене се уште ми пречи кога гледам, например, еднаш го имав тоа ставено во прилог, каде што ѓубрето кога се собира во Малта, камионџиите се секогаш бели луѓе, а секогаш тие што трчаат по камионот и што ги собираат вреките се црни. Ниеднаш досега не видов, ниеднаш и тврдам одговорно дека има случај каде што црн човек го вози камионот, а белец или белци да трчаат под него и да ги собираат ѓубрињата пред вратите во Малта. Но и тоа мора да дојде. Мора да дојде. Едноставно, па ќе кажам, светот се смали и веќе секој го има правото да живее оному каде што сака. Friday 8 p.m. New podcast. Тоа е тоа што мораме да го прифатиме, мораме да се соочиме и мораме да го поддржиме како момент. 3,5 милиарди од почетокот на овој прилог. Додате ги оние 1,5 милиарда кинези, тоа се скоро 5 милиарди. 600 милиони европјани, 400 милиони Канада и САД. И остатокот, например, не ви го споменав, но и таму живеат, може би се мапучи, може би се абенаки и домородно население, но се различни од белците во Европа. Тоа се 450 милиони во Јужна Америка, 50 милиони во Централна Америка и 130 милиони жители на Мексико. Размислувајте за бројките. Тогаш ќе ви се отворат визиите како се развива се во ова што е една интересна нова миграционна политика на целата планета, а посебно на Европа. А ако зборуваме за антидискриминационата политика, да, секогаш мора да ја поддржиме, но ќе го завршам овој прилог со нешто што ќе ви отворам како друга тема на муавет. Црните луѓе, дискриминацијата против нив, африканците, азијатите, дискриминацијата против нив. Да, сето тоа мора да биде сузбиено со тек на време, чекор по чекор, бидејќи сите имаме право на свој живот. Но кога ќе биде сузбиена и кога ќе почнеме да се бориме против дискриминацијата
на пасошите. Најголемата дискриминација на планетава, која засега никој од естаблишментот не сака да ја комуницира. Зарем тоа не е дискриминација? Зарем не е дискриминаторска политика некој што се родил во Македонија да ги нема истите права со тој што има француски пасош, американски пасош, холандски пасош и така натаму? Зарем дискриминацијата по пасош не е дискриминација? 5, 4, 3, 2, 1. Start.